Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Во пожарите што ја зафатија целата држава, до 15 август биле зафатени близу 10.000 хектари, од кои најголем дел со шума, потврди јавното претпријатие Национални шуми. Во опожарените површини влегуваат и шумските појаси на Осоговските планини во Кочанскиот дел, каде претходниот месец настрадаа над 250 хектари со разновидна шума. Тони Ајтовски со деталите. Јавното претпријатие Национални шуми излезе со извештај за досегашната состојба со опожарените површини на територијата на целата држава, а што како документ и официјално го достави до владата. Во извештајот од Национални шуми за штетите од овогодишните пожари во земјава е потврдено дека заклучно со 15 август зафатени се околу 10.000 хектари земјиште, што беше потврдено и на владината пресконференција. Од вкупно 9.907 хектари зафатени со пожарите, 8.803 хектари отпаѓаат на површини со шуми или завршиле во шуми, при што изгореле 442.074 метри кубни дрвна маса. Владата го задолжи ова јавно претпријатие да донесе програма за пошумување со план за активности уште во текот на оваа есен. Дополнително, Национални шуми се задолжени целокупното количество опожарена дрвна маса како последица од пожарите да остане во сопственост и со неа целосно да стопанисува јавното претпријатие Национални шуми. Во вкупно опожарените шумски површини на ниво на држава влегуваат и шумските појаси на Осоговските планини во Кочанскиот атар, каде во неколку одделни случаи беа зафатени и оштетени околу 250 хектари борова, букова, дабова и друг вид шума. Исто така оштетени беа и вкупно 18 објекти, најмногу на Драчевик, како и во селото Костиндол. Во моментот трае проценката на вкупната штета што ја изготвува Општинската комисија. Според стручните служби, за обновување на шумите во просек ќе бидат потребни од 2 до 5 децении, колку што е неопходно да израснат новите дрвја што ќе бидат посадени на изгорените голини. Неопходно ќе биде при следното пошумување да се направат анализи за менување на видот на насадите. Инаку, по препорака на главниот штаб за управување со кризи, донесена е одлука за укинување на забраната за движење во шуми и шумски предели. При тоа задолжено е Министерството за внатрешни работи и шумската полиција да спроведуваат засилени контроли за заштита и спречување на пожарите на отворено. Да се вакцинираат родителите на децата што одат во градинка или училиште, апелираат од Министерството за здравство. Се разгледуваат и светските искуства за брзи тестови за учениците. Родителите на децата што одат на училиште или во градинка да се вакцинираат, зашто само така ќе го заштитат своето семејство, но и колективното здравје. Овој апел пристигна од министерот за здравство Венко Филипче, кој повика на масовна имунизација и кажа дека таа непречено се одвива во сите пунктови низ државата. Дозволете да повикам повторно на масовна вакцинација, посебно родителите чии деца сега ќе почнат да одат во училиште или во градинка, децата кои што не може да се вакцинираат, зборувам на децата под 12 годишна возраст, битно е нивните родители да се вакцинираат со цел да се обезбедат семејствата. Министерот дополни дека и кај нас се разгледуваат светските искуства за тоа што се прави во училиштата во однос на брзи тестови кај децата. Сето тоа се разгледува од страна на експертите. За сега не се препорачуваат никакви дополнителни мерки, но може да бидат донесени и други препораки согласно тоа како се одвива сликата со пандемијата, да објасни Филипче. Што се однесува за лицата кои имаат медицински оправдани причини и не можат да се вакцинираат. Како што кажа министерот, тие ќе добијат потврди, а тоа е административна процедура. Се работи за лица кои имаат автоимуни болести и за сега немаат бројка за нив, но нагласи дека е сигурен оти не е нешто што може сериозно да влијае на колективниот имунитет. Филипче појасни дека дневно се вакцинираат над 10.000 лица и со тоа вкупниот број граѓани кои се сега вакцинирани со најмалку една доза се близу 700.000, од кои 510.000 се ревакцинирани. Расте и интересот за вакцинација на помладите граѓани, особено од 18 до 40 години. И сега таа бројка изнесува 170.000 вакцинирани граѓани, што според анализите е 26% од вкупно население во тие возрастни групи.
Филипче смета дека можеби вакцината против коронавирусот ќе стане и сезонска и оти ќе биде потребна и трета доза, за што според него зборуваат и голем број студии. Кај нас сега се разгледува по кој период од ревакцината треба да се прими третата доза и дали треба да биде од ист или различен производител. Сите заразени лица со COVID-19 од Кочани кои имаат потреба од болничко лекување засега се препраќаат на инфективно во Штип. Такви се малку, велат од Кочанската болница и модуларната болница, иако е подготвена за отворање, сепак засега нема потреба од неа. Активни лица на коронавирусот во Кочани се 120, од кои поголемиот дел се со полесна клиничка слика. Расте бројот на заразени со COVID-19 во Кочани. Во моментов Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје во Кочани регистрира 120 позитивни лица на коронавирусот. Со зголемувањето на бројката на заразени се зголеми и бројот на лица во самоизолација. Значително е зголемен и интересот за вакцинација помеѓу граѓаните на Кочани, посебно од заострувањето на мерките. Во вакциналните пунктови во Кочанската болница дневно се вакцинираат по околу 800 граѓани. И со зголемувањето на бројката на заразени, сепак уште не е отворена модуларната болница во Кочани, бидејќи засега нема потреба од неа. Истата е подготвена за отворање ако има потреба, вели за Канал 8 директорот на болницата Александар Серафимов. Тој рече дека оние заразени лица на кои им е потребно болничко лекување ги препраќаат на инфективното оделение во Штипската клиничка болница, а поголем број се со полесна клиничка слика, така што се на домашно лекување во консултација со матичните лекари. Вакциналните пунктови работат од понеделник до сабота од 7:30 до 16 часот и сите граѓани кои сакаат да примаат вакцината може да дојдат и да се имунизираат. Кочанската болница има доволни количини од сите вакцини – Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Подготовките за пописот на населението течат, а в петок ќе се спроведе тестирање на кандидатите од Кочани кои се пријавиле за реонски попишувачи и инструктори. Тестирањето ќе се реализира во просториите на гимназијата Љупчо Сантов, според распоред што е објавен на веб страницата на општина Кочани. Комисијата за пописниот Реон 13 ги известува кандидатите кои се пријавиле на јавниот конкурс за ангажирање реонски попишувачи и инструктори за попис на населението, домакинствата и становите во периодот од 19 до 25 август, како и кандидатите кои претходно уредно се пријавиле на конкурсот, но не се јавиле на закажаните термини за тестирање, дека новото тестирање ќе се спроведе во училници на Средното општинско училиште Љупчо Сантов на 27 август. Пријавените кандидати за пописниот Реон 13 ќе се тестираат во 4 групи, сите со почеток во 9 часот. Тестирањето ќе се спроведува според протокол за примена на превентивни мерки со задолжително носење на заштитна маска додека трае тестирањето. Исто така треба да се одржува растојание од 1,5 до 2 метри, задолжително да се дезинфицираат рацете при влез и излез и задолжително да биде измерена телесната температура. На лицата со измерена температура од 37,2 степени Целзиусови нема да им се дозволува влез во училницата. Кандидатите кои што ги немаат испратено потребните документи во хартиена форма по пошта до Државниот завод за статистика можат да ги достават на денот на закажаното тестирање во затворен плик во просториите каде што ќе се врши тестирањето. При тоа треба да ги предадат на присутниот државен инструктор или на членот на комисијата за пописниот Реон 13. Кандидатите треба да дојдат на денот на тестирање 15 минути порано од предвиденото време за почеток на тестирањето, заради преземање на мерките за здравствена заштита. Целосниот распоред по групи веќе е објавен на веб страницата на општина Кочани. Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 3 дена по тестирањето, а списокот на избраните кандидати ќе биде објавен на веб страницата на Државниот завод за статистика. Редовна крвонителска акција се реализираше во просториите на Црвен крст Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Собрани се 21 единица крв.
И во време на пандемија, граѓаните на Кочани и населените места ја покажуваат хуманоста на дело. Општинската организација на Црвен крст Кочани ја реализираше предвидената крводарителска акција за месец август и истата помина доста успешно. Се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип и собрани се 21 крвна единица, информираат од Црвен крст. Денеска во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведува редовна крводарителска акција во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Акцијата денеска започна во 8:30 часот и ќе трае до 14 часот. Ова е редовна акција која се спроведува секој последен четврток во месецот и е планирана акција за месец август. Денеска имаме доволна посетеност на крводарителите. Би сакала да изразам огромна благодарност на сите дарители кои денеска присуствуваат и даруваат на нашата акција и со тоа помагаат да ги надополним потребните количини на крв и крвни продукти, а секако со тоа и да се спасуваат човечки животи. Крводарителската акција е 8 поред годинава што се спроведува во просториите на Црвен крст Кочани. Граѓаните може да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Црвениот крст. Следува информацијата од спортот. Во средата се одигра првото коло од новото првенство во втората фудбалска лига Исток. Второлигашките од Кочани и Виница играа на домашен терен, при што Осогово доживеа сериозен пораз од Каменица Саса, а Слога 1934 го победи Братство. Без успех за фудбалерите на Осогово помина првото есенско коло во новото првенство во втората фудбалска лига Исток. На стадионот Никола Мантов тие загубија од Каменица Саса со резултат 4:1, со што уште на самиот старт ги разочараа своите симпатизери. Стариот соседски ривал и овој пат се покаже како незгоден противник и нанесе сериозен пораз што ќе треба да значи отрезнување за жолтосините. Во однос на надпреварот, уште во почетните минути беше видливо дека гостите од Каменица нема лесно да се предадат, па уште во 12-та минута први дојдоа во водство. Домашните фудбалери изедначија 8 минути подоцна и тоа беше се што направија од резултатски аспект. На 2 минути пред крајот на првиот дел, Каменица Саса повторно дојде во водство 2:1 и со таков резултат се отиде на пауза. Во второто полувреме, иако домашните фудбалери се обидоа да наметнат темпо со неколку напади, сепак веќе во 50-та минута примија уште еден гол, со што стана јасно дека ќе биде тешко да направат резултатски пресврат. Потврдата за победата на гостите дојде на 2 минути пред крајот на средбата, кога Ефремов по четврти пат ја затресе мрежата на Осогово. Во Виница пак, домашната Слога 1934 го пречека дебитантот Братство од прилепското село Житоше. Виничкиот второлигаш постигна минимална победа од 1:0, со што успеа да ги обезбеди првите 3 бода на стартот на првенството. Во текот на надпреварот, домашните фудбалери имаа уште неколку зрели шанси за погодок, но не успеа да ги реализираат. Во следното коло, Слога повторно ќе биде домакин и тоа на соседското дерби со Осогово. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нас. Довидување.